Госпо Бумбар, стандардно стартуваме со отворено студио на телевизија Нова и денеска 58 ден поред ги следиме протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Со мене во студиото е политичкиот аналитичар Сотир Костов. Господине Костов, добар ден и добре дојдовте во отвореното студио. Ќе останете со нас да ги проследиме протестите и денеска, како што споменав, 58 ден поред, но меѓутоа нестандардни, не завршија пред собранието на Република Македонија како изминативе неколку дена. Можевме да ги слушнеме во живо на ТВ Нова пред малку говорите на организаторите. Оттаму тие денеска се упатија до седиштето на Социјалдемократскиот сојуз на Бихачка, бараат предвремени избори во најскоро време. Ќе ја постигнат ли целта? Па мора да ја подсетат, ова малку ме подсети на филмот, култниот филм Поштарот секој пат звони два пати, со Джек Николсон и Джесика Ланг, ако се сеќавате на тој филм. Ова е втор пат да се оди пред Бихачка и веројатно треба да бидат подсетени некои кои очигледно сака да игнорира народ, да игнорира граѓани, да игнорира незадоволство и на незадоволство кое полека има опасност да се преточи во гнев, бидејќи не се малку, поточно не сме малку, јас сум дел од тие протести и мислам дека доколку забеганите елити, тоа е на моја крилатица, не се огласат во врска со барањето на граѓаните, лично мислам дека ќе треба да се направи уште еден обид во највисокото тело законодавно во парламентот да се достави барањето за избори, а потоа Господ нека е напомош и не знам дали некој мисли добро на Македонија што се оглушува од најдемократската институција во една демократска земја, а тоа е суверенитетот на државата, тоа е носителот на суверенитетот, а тоа е граѓанинот. Во случајов граѓани кои излегле на улица, на плоштади, маршираат од институции до институции, некако оние претходно што ги скрнавија, бое, шареја и уништуваа, палија, туку напротив, им доставуваат легитимни барања, а тоа е нови избори. Ситуацијата е пат ситуација на еден начин. Факт е дека веќе сме во четвртиот месец без влада, не е убава ситуацијата и треба да се најде решение. Но народот испадна најмудар, да бидам искрен, кога видува дека лидерите не можат да најдат соодветно решение, тие граѓаните ги презедаа работите во своји раце, се роди иницијативата за заедничка Македонија на многу културен, на многу цивилизиран начин, направи една голема синергија, би рекол, сплотување на луѓе кои апсолутно не покажуваат деструкција, апсолутно нема ништо негативистички, туку напротив, се раѓа таму едно големо заедништво, една голема љубов. Јас многу често подсетувам на тоа на една крилатица на Јанко од Јади Бура, кога рече, абе, ќе ги убиеме со љубов, сега тоа убиеме е метафора, јас би рекол, ќе ги придобиеме, ќе ги оплемениме со љубов и со таа љубов граѓаните се обидуваат најпрви на своите лидери, забеганите, не на сите, да им укажат дека не ја вода државата како што треба, а да бидам искрен се обидуваат и на овие заблудените платформисти и спиритуалисти, ја што ги нарекувам, да им укажат дека не може така да се однесуваат кон нас, дека не може да не ја разнебитува државата, дека не може да не го скрнават уставот и дека сме ние тука да го браниме сето тоа. Тоа се придобивките на македонската демократија од 90-тите години и не гледам ништо нелегитимно. Мислам дека сето ова си е канализирано како што треба. Можам само да им честитам на новите лидери, би рекол, на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и само да изразам и ја како еден од илјадниците нив спремност дека не се брзаме, не сме нервозни, не сме нестрпливи, дека ќе издржиме, но би било подобро тој процес да биде скратен и да се заврши со избори, па макар биле заеднички парламентарни и со локалните избори. Бараат отфрлање на тиранската платформа. Можевме да слушнеме сега еден од организаторите, Михајловски, повторно го предочи тој проблем, тиранската платформа да се отфрли, односно да има предвремени избори, за да можат граѓаните
да одлучат дали ја прифаќаат или не. Легитимно едно барање, сметате ли дека стигнува тоа до Социјалдемократскиот сојуз? Тие се децидни дека тиранската платформа нема да ја отфрлат. Видете, може би не е најбитно дали стигнува, но ред е оној кој сака да ја изигра Македонија, македонската јавност, македонскиот народ, македонските граѓани, како губитник, да се представи победник и со една злонамерна платформа, јас би рекол тиранска, дури би рекол и качачка, бидејќи не враќа во едни давнишни времиња, не така добри за македонскиот народ, да владее. Тоа не може. Тука има граѓани и илјадници, и би рекол и милион граѓани, над милион граѓани, што тоа нема да го дозволат. Но редот на нештата налага да им биде доставени барањата, за да... Ете, никој пат не се знае кога човек ќе осознае дека сгрешил, дека залутал. Јас би рекол, тие заталкани Божји чеда, постои, се уште има време да ги вратиме на правиот пат. Бидејќи Македонија не може да се гради со туѓа, како прво, а потоа тиранска платформа поттикната, инспирирана од идеолог кој е премиер на туѓа држава, наша соседна албанска држава, тоа е Албанија, Република Албанија, таа да се донесе овде во Македонија. За нас на непознат начин, губитникот на изборите, да го убедат дека таа е платформата на која ќе се прави држава, тоест влада и да се прави влада. Тие вака велат, не постои тиранска платформа, имам платформа на владата. Одма, тоа мислам Заев и компанија, одма и од Беса му излегува и од Дуи му излегува и му рекоа, не, тиранската платформа постои и без неја нема влада. Впрочем, само ради неизе ние ги дадовме подписите. Се, јас вас ве прашувам, а и не само вас, дали навистина има 67 подписи? Дали навистина има 69 подписи? Или тие се со уцена дадени подписи? Оваа наша платформа, албанска, велико албанска, голема албанска, ќе биде преточена во владата на Република Македонија, целите ќе се бидат остварени и така можеш да направиш ова обраќање во прво лице на Заев влада. Доколку тоа не биде, нема влада. Нека ми простат тие идеолози, нека ми простат тие грди прагматичари на демократијата во Македонија, така не може. Да се гради влада на интереси кои не се македонски, ние граѓаните, оние дечките што се водачи, харизматичните водачи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија нема да го дозволат. А зад нив знаете колку стојат? Стотици и илјадици стојат. Така да, ја очекувам, јас сум животен оптимист, дека можеби ќе се свестат. Се обиде Али Ахмети да каже, сега топката е меѓу Груевски и Заев. Не би рекол. Прво, топката не постои. Ако воопшто постои топка, знаете зашто велам топката не постои? Ова е нечесен надпревар. Ова е надпревар така наместен, ова е наместен надпревар со однапред поделени карти, еден да изгуби, тоа сме ние македонците. Препознавате некој сценарио во се ова? Да, големо албанското. Ама се гледа, конечно и заспаната, ајде да кажам под наводници, убавица, вавилонската убавица Европска Унија се огласи пред 2 дена. Со какво закаснување? Еве го и Хан денеска, или од средбата со Дачич, вчера или денес кога беше, кажува дека тоа не било во интерес на Европската Унија и на Западниот Балкан вакви изјави да дават. И сега не кажува кој, демек, изјави за територијални претензии, за заедништво, преку уцената за влез во Европската Унија. Не. Можам само да му порачам на господина Хан, треба со име и презиме да ги посочи. Тоа се Еди Рама, премиер на една држава, тоа е Хашим Тачик, државник на друга држава, таа се вика Косово, ова се вика Албанија. Го распалуваат, ја пуштаат искрата на бурето, барутот, Балкан, Западен Балкан. Тоа е Македонија, Србија, Косово, Албанија, Црнагора, Босна, па Бугарија и Грција се овде, и кои сакат на тој начин да заземат туги територии и да направат таа нивната голема Албанија. И да ве прашам, па што мислите, толку наивни сме, ние не знаеме зашто завчера
Или вчера кога беше на фудбалскиот надпревар, Шкендија Варат беше пуштен дрон и она знамето со голема Албанија и со двата лика историски, а за нас негативни, бидејќи убивали и македонци и срби и така натаму, и е пуштено тоа знаме. Па тоа е знаме на голема Албанија. И сега кој лажи овде? Кој мами овде? Двете најголеми политички партии го осудија овој инцидент, го нарекоа провокација и од ВМРО, ДПМН и од СДСМ. А каде се албанските партии, да кажа? Зошто не излезе тачи ако има искрени намери, вели топката е кај Груевски и Заев, например, кај СДСМ и ДПМН, или излезе? Не, ние не сме за голема Албанија, да излезе беса, водачите, 1, 2, 3, колку се таму. Ние не сме за голема Албанија, ние сме за јака, моќна Македонија, ден поскоро влезена во Европска Унија и во НАТО. Ги нема, молчат. Што значи молчењето? Молчењето на Заев видовме што значи. Прифаќање на платформа, преку таква платформа да стани премиер и да направи влада. Не. Граѓаните на Република Македонија ни случајно тоа нема да му го дозволат, бидејќи тоа се интереси спротивни на државните и националните интереси на Република Македонија. И сега ние како македонци мораме да се ги браниме нашите интереси. Така да мислам, Европската Унија е лицемерна, ама добро е, се буди и таа, полека почнува да опоменува, се надевам дека не е касно, но ние пред се на наши снаги треба да се подпреме, да се организираме, да ги збиеме редовите и да кажуваме, ова е границата, да опоменуваме, се извинувам, да опоменуваме, ова е границата до каде можеме да ја толерираме. Го минавте ли Рубиконот, ние за Македонија сме спремни се да направиме и нека не ни влечате од контекст тоа се дека значело повикување на војна, на немири, не. Не, само нема да дозволиме некој да ни ја растори државата. А што е основното на еден устав, конститушен, што се вели, тоа е конституција, создавање, зашто постои уставот? За создавање на држава. А зошто е народот? Кој ја создава таа држава? Граѓаните, народот. Кој треба да ја брани? Народот. Народот си има представник, председателот на Република Македонија, нека ни е жив и здрав, тој покажа и харизма, и храброст, и одважност. Како за домашните предатели, така и за оние од надвор што не ни мислат најдобро. На еден начин тој ја подигна, тој го отвори, ја отвори ерутивноста на овој вулкан од граѓани, од енергија, од синергија за одбрана на државата. И нека не лажат, некој ќе злоупотребувал војска, полиција, не ни треба ни војска, ни полиција. Ние сме и војската и полицијата, ние сме граѓаните кои сакаме мирно и безбедно да живееме во Македонија, заедно со нашите браќа албанци, турци, роми, срби, бошњаци, власи и така натаму. Ги споменувате граѓаните, велите тие се најважни. Ги поддржувате протестите за заедничка Македонија. Јас сум дел од нив. Така, сте учествувале во нив. Се учествувам. Така, учествувате во нив. Денес кај сум кај вас. Се извинувам. Баш за да ги и прокоментираме, и затоа ми е и ова прашање. Како е на улица? Какво е чувството на граѓаните? Дали се свесни за ова што вие го говорите? Вие да ви кажем. Тие се посвесни од политичарите и од лидерите, и ова не е фраза, да ви кажам. Таму не гледам партиски луѓе, таму гледам обични луѓе и ми е кеф што се дружам со нив, запознав безброј многу луѓе и едноставно сум горд што сум дел од тие луѓе. Сега видите, чувството е голема гордост, голема чест. Како да ви кажам, еве со една метафора. На улицата, на плоштадите, на маршот од владата до собранието, ја гледам честа на Цвета и храброста на Спасе. Тоа е една метафора од македонска крвава свадба, драма, филм и така натамо, нешто највисок идеал македонски кога станува збор да си го одбраниш народот, селаните, граѓаните, зборувам за тоа време кога е родена, кога е направена македонска крвава свадба. И јас само тоа го гледам, значи, горделиви луѓе со чист образ, сите со една мисла. Не ја даваме Македонија да биде распарчена и разнебитена. Јас секому му посакувам да дојде и да види дека нема никакви заканувања против никого, само предупредуваме што е загрозено, што ќе браниме и дека сме спремни докрај тоа да го браниме. Значи, голема гордост и голема чест да ви кажам, ја не можам да ги сватам некои луѓе. Ево, тоа ќе биде малку подетален кога имам прилика се соочам со господинот професор, архитект Мирослав Грчев, кој нас ние што
маршираме и протестираме не споредува со канализација и со измет и се брани во една емисија дека тоа било метафора. Не. Тој се дави во живиот песок на македонската интелигенција, ама не на сета интелигенција. Таа интелигенција што е против народот, против граѓаните. Така да многу е гордо и многу е честно да видиме таму оние кои можеме и оние кои сакаме сега. Не случајно ве прашав за ова, затоа што денеска е формирано Здружение Легија на честа како пандан на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Ако за заедничка Македонија бара отфрлање на тиранската платформа, овие другиве формирани ја поддржуваат. Па видете, судбината го прави своето. Значи, полека имаме една линија Рубикон која не дели. Јас спаѓам во луѓето кои не се срамат да кажат дека имаме честни луѓе, лојални граѓани на оваа држава и дека имаме предатели. Историјата, впрочем, и не учи на тоа. Гоце Делчев е предаден. Стив Наумов е предаден. Значи, немој да се правиме на лудничови дека немало предавници во македонскиот народ и немој да халуцинираме дека денес ги нема. Напротив, со росоидната пета колона се предателите на Македонија. И сега, да довршам мислата што ја почнав. Значи, таа линија нас полека не поларализира. Нека ми простат, нека ми се спротистават ако не сум во право. Имаме морални дивови. Тоа се луѓето со голем и чист морал кои си ја бранат државата и се што е национален и државен интерес за Република Македонија. Со животот, со албанците, со турците, со сите, да не се повторувам, тоа за мене се моралните дивови, предводени од четворујцата петте нови харизматични лидери. За мене тоа се нови лидери, граѓански лидери. Се надевам не да паднат на страста како шарените да одат во политичари, да одат во собрание, бидејќи ќе го изгубат идентитетот, ќе изгубат харизмата. Од другата страна, нека ми простат, имаме етички џуџиња. Метафора. Значи, луѓе кои не можат да препознаат зло за својата држава, зло за граѓаните, зло за самите нив. Историјата опоменува дека постои нешто што се вика Призренска лига. Историјата од пред век и половина и повеќе. Историјата опоменува дека има документ од 1998 година за создавање, реафирмирање на идејата за голема Албанија. Впрочем, знамето на фудбалската утакмица не опомена. Впрочем, грдиот говор или мисла на градоначалникот на Дебар, на оној градоначалникот од Бујановац, не опоменува дека некој сака да ја повампири идејата за голема Албанија и да ја создаде на штета на Македонија западна до Велес, на Србија до Ниш, на Црна Гора до Цетиње и така натаму. И сега, што е основно во Обединетите нации, во основните политики на Европска Унија? Границите на Европа и во светот не се менуваат туку така и не се менуваат со војна. Па ова е чист експанзионизам и менување на граници на легитимни држави. Така, впрочем, е создадено и Косово, Република Косово, така е оттргнато, не се уште докрај, од мајката држава Србија. Значи, ако тие мисла дека се некакви легии, не, дојдете кај нас да ги видите, можам да им порачам или еве да се соочиме мирно, да дебатираме. И сакам да ги видам колку се, кои се, како беше она Добро, денеска да се видиме, да подискутираме, не за ништо друго. Јас би сакал да ги видам тие момци, да седнам со нив со кафе, со цигара, да седнеме да поразговараме, да видиме што бранат тие, што браниме ние. Јас лично мислам дека тоа се заблудени чеда господови и заталкани. И за нечи интерес, не знам сега дали тука имаме некакво подплатување или било што, бранат, тоест одат контра интересите на својата собствена држава. Интересно ќе биде демократското соочување со нив, на нас луѓето од овде и да видиме. Тија метафорично рекле легија на часта, не, легиите македонски се кај нас, впрочем сме и многу бројни и впрочем сме многу честни во намерите. Велите, сакате да видите кои се, тоа сакав и да споменам. Денеска на интернет порталите се објавија некои слики дека членови од СДСМ. Да, видам, шарените.
Ова го кажував као проглас до нив Сдружение. да седнеме да ги соочиме идеите. Никаков друг судир, и да видиме зашто се создадени тие, значи легија на честа, рековме. Значи тие треба да бранат нечија чест. Ајде да видиме прво што е чест, која чест ќе бранат и од што ќе бранат. Ако, како што беше пренесено, да не е дезинформација, дека ќе ја бранат платформата, имат голем проблем. Имат голем проблем со нив самите. Голем проблем, треба да се преслушат, да се прегледат и да видат дали треба да бранат тиранската платформа или уставот, највисокиот законодавен акт кој ја конституирал, кој ја создал државата во 1991 година. Само затоа реков и лично мислам би бил интересен тој диалог, секој со своите факти и аргументи. Нема тука докази, него факти и аргументи и да видиме кој е кој, што е што и кој накаде тргнал. Така ќе знаеме кој е на исправен пат. Еве, можеме и во моментов да видиме веќе членовите и сите поддржувачи на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија стигнаа пред седиштето на Социјалдемократскиот сојуз. Веќе се таму, можеме да видиме на вистина, господине Костов, една огромна маса на луѓе и да споменеме дека не само во главниот град, туку протести се одржуваат ширум целава република, ги пренесуваме ние и во 19 часот стартуваат, ќе се вклучиме во живо. Кога дојдов овде и кога чекав да отпочне емисијата, како да чув на ова емисија со вашава колешка со бел црн бумбар, како да некој се јави и кажа и јас вчера бев на протести, па видов не се многу 15.000 се. Како да чув? Ако не, точно се градел, ама ајде вака. 15.000, вие мислите дека е малку граѓани? Не, тоа е солидна бројка на граѓани кои протестираат за нешто или против нешто. Но јас на јавноста ќе кажам, не се 15. Минимум 150. Значи, кога ќе соберете, поворката преска ја видов и нема крај во Скопје, ами кога ќе соберете дека во минимум 40 до 50 градови истовремено имаме вакви протести, скоро 2 месеца, не би рекол дека сме малку. Ја правив една првична анализа, лицата на луѓето што протестираат не се едните исти, се менуваат. Секој според потребите кои си има обврски дома или на работа е зафатен или така натаму. Јас одговорно тврдам дека улиците на Македонија, не само на Скопје, за овие 2 месеца некаде над 450.000 луѓе ги прошетаа и протестираа. Тоа одговорно го тврдам спрема индикациите и показателите што ги имав од снимките од сите градови. Така да, немој некој некого да залажува дека ова ќе стивне, дека ние ќе се откажиме, дека еве ќе дојдат сега одморите и сите ќе поитаме. Не сме сите љубители на грчките плажи, да ви кажам најотворено. Од 95 година не сум бил во Грција и не жалам. Ете некој влашки инацу. Убаво е морето, признавам, ама мене и Охрид ми е убав, да ви кажам. И секоја година кога сум слободен си одам во Охрид. Значи, оваа година ако треба и не одиме на одмор. Ние за Македонија сме спремни до крај да кажеме дека не признаваме платформски импакти, туку устав, избори, нови избори, кој ќе победи да направи влада. А не вака, победникот го изигравме, ВМРО-ДПМН, молчевме да не кажам као што, додека тој составуваше влада, а кога некој требаше да го преземе мандатот, за среќа не го доби, и добро е што не го добри, можеме и тоа да го објаснуваме. Никој ништо не зборува за однесувањето на починатиот господин председател Киро Глигоров, што направи за време неговиот мандат, а сите се обидуваат, тоа е со овие од другата страна да го нападат Ѓорги Иванов. Многу мудро постави нашиот председател. Кога виде дека државата му е загрозена безбедносно, тој постави 2 услова, еден правен, еден политички, да не повторувам кои се, и рече: "Отстраните ги овие 2 пречки, го имате мандатот." Некој не сака да ги отстрани, па што не сака ќе оди на избори. Нема друго. Демократија е. Споменаме малку за она што се случуваше денеска во собранието. Колегите наши репортери известуваа во текот на целиот ден. Таму се оствари денеска една средба меѓу Ахмети и Заев. Од друга страна пак Николовски изјави дека во најскоро време ќе се избере председател на собранието. Тоа еве денеска видовме дека не се случи, но сметате ли дека
Може би народот го спречува тоа, овој народ што е Да, на улица. бидете сигурни. Ево, верувајте. Ја не стигнав, да бидам искрен, денес бев зафатен, не стигнав со моите два тројца, со Крсте, со Ѓорчев, тие да се чујам, изворно да добивам, но на вас новинарите, значи, до максимум ви верувам кога пренесувате, вие тоа впрочем и го покажате овие години кусур месеци што постоите, и очигледно дека имало некои гибања, велат хрватите и србите, некои движења имало, но знаете како, ние сме многу блиски. Ние на еден начин, ја не реков, чукаме на портите ние. Не може да ни игнорираат. Ние не се ни закануваме. Се обидоа, пазете, се обидоа да извадат од контекст на оноа младото дете, јас и него познавам. Лично се неам запознаено Бетмен вели, кога рече, а не пуштате да влеземе, па ние ќе дојдеме и ќе ви извадиме. Нема ништо лошо во тоа. Верувајте. Значи, тоа сака да каже, ќе ви го одземиме легитимитетот, нема да сте пратеници, бидејќи не ги си ги извршувате задачите, а задачите нивни кои се? Да ги пренесуваат нашите интереси преку нивните говори, залагања и действувања. Па тие тоа воопшто не го прават. И значи, Господине, да чуеме, ајде, нам тука, ајде одиме во живо. Еве го Бетмен вели. Така, има обраќање во момент. Колку и упорно да се обидуваат, да ја прошверцуваат и со постизборна измама, да соберат доволен број на пратеници за да направат влада, нема да им помине, бидејќи граѓаните рекоа доста ни е, преку глава ни е, на крај на трпението сме. Нема да ви дозволиме земјата да ни ја поставите на патека од која нема враќање. Не сакаме бинационална држава. Не сакаме двојазична држава. Сакаме мултиетничка Македонија. Еднакво општество за сите граѓани. Затоа денес тука повторуваме. Посилни сме од тиранската платформа и неја нема да ја има. Бараме предвремени парламентарни избори. Тие не ги сакаат, бидејќи знаат што ќе се случи на избори. Знаат дека граѓаните на Република Македонија нема да гласаат за програма создадена во Тирана или било каде надвор од Македонија. Меѓутоа, тоа што тие го сакаат е нивни проблем. Тоа што ние го сакаме е причината поради која 58 дена сме тука и ќе продолжиме да доаѓаме и ќе направиме се што треба за да спречиме шверцерај и уништување на суверена Република Македонија. Бараме сите 49 или 67, колку и да се броја, 150 пратеници кои што ни ги имале. Да се согласат, да се свика собранието и да има само една точка на дневен ред. Распишување на предвремени парламентарни избори. Само да оваа земја повторно ќе направиме функционална. Ништо друго нема да им помине. Многу сме, обединети сме, сплотени сме и гласни сме. Денес побара Борис мене да ми ја даде честа да покажеме колку знаеме да бидеме и типки и да го слушнеме срцето. Нека го слушнат по таму. Ве молам за тишина. Да живее Република Македонија! Замолам сега, го немаме големото озвучување, ама од нашиот глас нема појако озвучување. Само последната строфа сите заедно.
Ништо Ne plaši Makedonijo na ovoj veli se. Ništo ne te plaši Makedonijo na ovoj veli se. Koji švanče vede, živce mada i vede Makedonijo, ti kopala krov. Koji dušmanke veze, živce mada i vede Makedonijo, ti kopala krov. Da ste živi i zdravi, da žive Makedonija! Se gledamo utre, po 5 sat prevlada, po 59. put. Makedonija! Ja sam za svaki slučaj. Господине Костафет, ги проследивме протестите денеска, 58-ми ден поред. Пораките, така, 2 месеци веќе, граѓаните на улица не се откажуваат, можеме да забележиме дека бројката дури и се зголемува, како се зголемуваат активностите на политичарите, што во собранието, што како пораки упатени од изјави пресконференции. Се малку ќе ве насмеја, знаете што примитив? Кога од вечер ќе најави Заев или некој негов гласноговорник дека ќе видите, сега многу скоро ќе се случи, демек, ќе биде, ќе избереме она, верувајте ми, бројката се зголемува. Спонтано. Значи, утредента секој пат моите очи гледаат и бројат многу повеќе луѓе. Еве, тоа е природно стравот на препад да не фатат, а тоа значи на препад Македонија да ја продадат и да го направат тоа што сака да го направат. Сега видите, некој ќе рече, па нема ништо лошо тие што сака да направат, сакат да изберат председател. Да, ама на собранието. Ама нели се сеќавате, едно време се залагаа за консенсуален председател и така натаму. Не ја поддржувам таа идеја, ама дали тој председател личи да биде председател на Република Македонија, председател кој дома ни ја пика платформата од Албанија, тиранската и приштинската платформа. Не, само од тие причини, да видам искрен и малку имам двојба, дали може дезертер да биде председател. Може да биде политички, нека се бави, ама еднаш да дезертираш од една војска. Втор пат да дезертираш од друга војска. Од војска формацијска, за да отидеш во терористи, кои се недефинирани, кои се злото на 20-тиот, на 21-виот век. И одеднаш, поради, србите би рекле, стицаем околности, ти да претендираш да бидеш председател на држава и тоа, пазете, на Република Македонија, албанец, кои милуват да кажат, а па ние секаде се чувствуваме албанци. И они затоа сакале да го веат знамето албанско, да не ја пеат нашата химна. Не, ке се чувствуваш македонец, албанец роден во Македонија, на кого со ништо не смее да му бидат оневозможени правата, кој мора да е на рамноправен пиедестал како македонците, како србите и како останатите, а ви тврдам и дека е така, има и многу примери дека е така, тие се инкорпорирани во сите пори на нашето општество, тогаш можеме да збориме, да, бидејќи да се разбериме, ако сме ние мултиетничко општество, знаеме што значи, не бинационално, тогаш рете некој пат да имаш председател, премиер или председател на собрание или председател на држава и албанец и турчин и србин. Апсолутно нема ништо лошо во тоа. Во вакви услови, кога некој кукавичко јајце ни подметнува, во вакви услови, кога сакат Македонија до Велес да ни ја земат, ни случајно. Ни случајно. Од тие причини, мислам, ние нема да заспиеме, ние нема да одиме на летен одмор и ние ќе чекаме. И видите, можеби и најдобро е да се свестат со туки разлики, ќе кажам, тоа лидерите, да седнат на маса, да видат што им се случува на улиците и на плоштадите во Република Македонија, впрочем, што им се случува пред собранието, каде што тие го земат лебот, каде што работат таму, се уште се пратеници, сите лидери се пратеници таму, да најдат компромис. Има нешто што се вика толеранција.
има нешто што се вика отфрлање на говорот на омразата. Да го дадат примерот, да се договорат, да се фатат за рака. Ако сакат и да се прегрнат, да излезат пред камерите, да ги видиме, да ни стане топло на срцето и милина на душата и да кажеме, овие луѓе ќе се договорат за мултиетничка Македонија, а не за тиранска платформистичка Македонија. Тоа во никој случај не бива. Така, но Социјалдемократскиот сојуз ја одби лидерската средба, одбива избори. Денеска Груевски имаше една изјава дека решение за излез од оваа ситуација се само избори, предвремени парламентарни, заедно со локалните. За ова ќе позборуваме веќе во вестите во 19. Стартуваме за минута од сега. Имаме линковски вклучувања. Нашите новинари се веќе на терен не очекуваат. Почитувани, да ги погледнеме на станите кои што го одбележаа денешниот ден и се враќаме веднаш со вестите на ТВ Нова. Брзи избори заедно со локалните се најдобриот излез од кризата, смета лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. На СДСМ им порачува да имаат поголемо чувство за барањата на граѓаните што протестираат, за да не се соочат со нивниот гнев. Продолжуваат протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Денеска барањето за избори упатено од председиштето на СДСМ, партијата која засега се противи на вакво решение. Пратениците 18 ден расправаат за избор на Комисијата за избори и именувања. Од ВМРО ДПМН порачаа дека блокадата ја прави СДСМ со прифаќањето на тиранската платформа. Од СДСМ најавуваат дека секој ден е можен избор на спикер на собранието, но планот за тоа на кој начин планираат да го изведат таквото сценарио не го откриваат. Економија. Американска компанија од медицинската индустрија ќе инвестира во земјава. Се очекува да почнат со работа најдоцна за 2 месеци во Прилепско и за почеток ќе вработат 300 лица. Марк Тонер, портпарол на Стејт Департментот, кој во неколку наврати застануваше во одбрана на амбасадорот Бейли, по обвинувањата за мешање во земјава и помагање на невладините на Сорос, е сменет од функцијата. На негово место доаѓа Хедер Наурет од Fox News. И овие вести ги стартуваме со една информација која што предмалку пристигна. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски заедно со членовите на извршниот комитет на партијата Никола Поповски, Никола Тодоров и Владимир Ѓорчев остварија средба со амбасадорите на Сојузна република Германија, Обединетото кралство, Кралството Шведска и Кралството Холандија. Кристене Д. Алтхаузер, Чарлз Гарет, Мац Стафансон и Ваутер Пломб. На средбата се разговарало во поглед на актуелната политичка состојба. Во однос на дебатата во парламентот од страна на ВМРО ДПМН е било истакнато дека она што во моментот се случува во парламентот е користење на сите законски и деловнички можности од страна на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија за искажување на ставовите и позициите низ парламентарната дебата, користејќи го максимумот на законот и она што го дава деловникот. Ништо нема незаконски и нема ништо што досега не се случило во минатото во Македонија, низ Европа и светот. Практично тоа е начинот на кој ВМРО ДПМН го изразува револтот од прифаќањето и наметнувањето на тиранската платформа. Било истакнато на средбата со амбасадорите од страна на ВМРО ДПМН. Господине Костов, слушнавте имало средба меѓу Груевски, партиска делегација и амбасадорите. Пораките се јасни. Како го оценувате се во ова? Позитивно да ви кажам, бидејќи ја и се залагам за диалог, реков, и меѓу лидерите, но и со странскиот фактор, иако второстепено значење му дава на странскиот фактор, ама кога ги набројавте кои се амбасадорите, тие се оние што упорно запнале СДСМ да прави влада со сите албански партии, а победникот на избори има и да биде средби Порос. со представници на Социјалдемократскиот сојуз. Значи, убаво е ова. Впрочем, 10 години наназад покажале дека господинот Никола Груевски е прагматичен и многу паметен политичар. Предпоставува
Сега не можам да знам, ама од она што прочитавте. Предпоставувам таму им е на нив прикажано што е Тиранска платформа, содржината и целта. Што е Устав на Република Македонија, што е манифест, меморандум ли како беше она на ВМРО што го обзнанија и што е барањето на нас кои протестираме. Ке видите, од овие 4 документи, од кои само едниот е званични ги помина, тоест 2 се званични ги поминале потребните постапки институции, Уставот и меморандумот на ВМРО кој низ партијата излегол и е обзнанен и им е понудено останатите стейкхолдери во оваа замешана ситуација да се изјаснат за него, тие без да го прочитат го одбиваат. Зошто? Кога тоа ќе се врами, нели, имаме рамковен договор, ама фрейм велат западњаци, кога тоа ќе се врами, ќе се виде дека ако Уставот го ставиме прв, под него ќе дојдат барањите на граѓаните, она што го има на неколку страни напишано, и до него ќе дојде она што ВМРО го има врамено како манифест ли, не знам како е наречено. Одскокнува и воопшто во таа рамка не може по ниеден основ да се стави платформата. Бидејќи таа е против сите овие документи. Токму затоа Заев бега од лидерска средба, токму затоа тој нема храброст. Тој нема храброст да се соочи со она реално што и го прави скрнавење што го прави на македонскиот народ и на македонската држава, и затоа тој отремажува, затоа тој бега, мисли дека времето ќе му донесе. Не, многу греши. Тој работи против самиот себе и против својата партија. Ке ми беше драго да чуев и некој изјава од овие амбасадори, бидејќи тие знаат да се огласуваат многу често против нашите интереси. Ке ми беше драго ова како што се јавува, предпоставувам од извори на ВМРО, дека имало средба да ги чуев ми амбасадорите, бидејќи... Да, ова е партиско соопштение од ВМРО. Ама зошто и тие не се огласиле? Бидејќи биле разоружурани, предпоставувам на таа средба. Бидејќи немаме немили сцени на насилство, немаме дури ни врегање во собранието. Имаме дискусија, кој некој сака да ја каже уневозможување на демократијата. Ами ајде да се сетиме што се правеше на Трајко Велјановски, што му направија, дури безбедноста му ја загрозија од 12-та година, па наваму во 14-та што му правија, кога СДСМ го водеше орото, така да го речам, или свадбата под наводници и така натаму. Значи, не гледаме ниедни немили сцени, настани, заканување или било што. Напротив, многу внимателно следам и гледам дека и едните, и другите, и третите си се залагаат за своите интереси. Нема некоја жештена атмосфера која има опасност да експлодира, туку секој се залага за оно што мисли дека е исправно. Јас сум припаѓам на оние луѓе кои тврдам дека во овој момент во собранискиот храм интересите на македонската држава, тоест државните и националните интереси ги заштитува блокот, ги запазува, ги презентира блокот од 26 политички партии предвидено во ВМРО ДПМН. Останатите сакат на мала врата или преку прозор да ни внесат нешто што, верувајте ми, е туѓо, диво месо, нешто накалемено и не вирее во оваа почва. Не може, ова е Македонија, ова е држава на македонците и останатите, и затоа сме мултиетничко општество. Ама во некој случај не може да се дига сите други да ги занемариме и сега албанците ќе ги издигнеме на некој повисок пиедестал на кој не може да бидат издигнати поради Уставот, токму поради Уставот, и ќе се правиме на тошо и ќе правиме платформисти, спиритуалисти или не знам што. Убаво е, да се чуе, убаво е дека се сретнале со странскиот фактор. Се надевам скоро ќе чуеме дека ќе се сретнат и меѓу нив, а не да си фрлат топки, да си подават едни на други, него да смират, тоа се вели во фудбалот, да е нагаза топката, и да се погледнат очи во очи. Предпоставувам тогаш ќе се расчисте кој што преговарал, кој кому што му ветил, кој се јавил на телефон, кој растурал коалиција, кој не растурал коалиција. Господине Костов, тоа што не може да се занемари, секако го зборувавме и претходно, е народот на улица. Во 19 часот стартуваат протестите за заедничка Македонија низ градовите. Стартуваме со линковски вклучувања. Одиме во Кичево, оттаму треба да го имаме Бранислав Стојановски. Доколку се слушаме, Бранислав, добро вечер.
Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжува со протестите 58 ден поред. Какви пораки и какви барања ќе упатат денеска? Така, Елена, добро вечер и од Кичево. 58 ден откако граѓанската иницијатива за заедничка Македонија преку секојдневни протестни маршеви упатува барања за разрешување на политичката криза во Република Македонија. И од Кичево граѓанската иницијатива секојдневно ги упатува оние пораки кои што се добро познати до македонската јавност, а тоа е пред се овие денови се бара подитно распишување на вонредни парламентарни избори со кои што треба да се реши долгогодишната политичка криза во Македонија, а со тоа и целосно да се отфрли платформата која што е пречка да продолжат политичките процеси во Република Македонија. Мој соговорник во ова издание на вестите на телевизија Нова е еден од поддржувачите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, тоа е господинот Дарко Стојановски. Господин Стојановски, кои ќе бидат вечерва упатени пораките официјално од овде од центарот на Кичево? Добро вечер и поздрав до сите гледачи на ТВ Нова. Најпрво, нашите барања се едноставни. Најпрво да се зачува унитарноста на Република Македонија, тоа е можно само преку одржување на брзи предвремени избори. Ние немаме против никој, сите граѓани слободно да си живеат во ова Македонија, да се реши ова политичка криза, а тоа е само преку брзи избори предвремени. Очекувате ли со одржување на едни такви предвремени избори граѓаните да можат да се определат дали се или не се за вакви платформи кои што се создадени во туѓи држави и дали мислите дека со тоа конечно ќе се стави крај на кризата во Македонија? Мислиме дека единствено решение е само преку избори и со тоа прашање поставено доколку е представено од политичките партии, кој е за или против таа платформа, да се изгласаат самите граѓани. Граѓаните единствено тие можат да решат за излез од оваа криза. Друго решение не гледаме моментално, затоа секој ден се собираме да ги кажеме тие барања наши. Така, студио, граѓаните на Кичево полека еве се собираат овде на градскиот плоштад пред Центарот за култура во Кичево и оваа вечер се очекува да официјалните пораки да ги соопшти Даме Силјановски како представник на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, а веднаш потоа да започне и протестниот марш низ Кичевските улици, каде што, како што кажа мојот соговорник, и вечерва главната порака ќе биде одржување на нови предвремени парламентарни избори и целосно отфрлање на платформата која што беше создадена во соседната држава. Студио. Кичево и денеска протестира, одиме во Битола и таму за 19 часот најавени протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, 58 ден поред. Ана Стојанов, веќе ја гледам, подготвена. Ана, се е подготвено и за вечерашните протести, предпоставувам дека пораките ќе бидат слични како оние во Скопје и во Кичево. Така, Елена, продолжуваат протестите за поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и во Битола. Голем број на битолчани, би рекла, од секаква генерација, поточно од најмало до настаро, секој ден точно во 19 часот се собираат токму тука на плоштадот Магнолија да ја дадат својата поддршка кон граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, но од друга страна да ја искажат својата загриженост за иднината на Република Македонија и да застанат во одбрана на унитарноста на Република Македонија. Пораките се разбира се слични како што беа пренесени и во Скопје и во Кичево. Битолчани порачуваат дека се против така наречената тиранска платформа. Тие не сакаат поведување на двојазичност како во Битола, така и на целата територија на Република Македонија, но од друга страна не сакаат промена на химната, знамето и државниот грб. Она што битолчани вечерва ќе го испратат токму од тука, односно она што го бараат е што поскоро воведување, односно одржување на избори во Република Македонија со цел граѓаните да го кажат своето мислење за така наречената тиранска платформа.
Вечерва заедно со мене е пензионерот Стево Бојаджиев, кој што ќе ни ја пренесе пораката, која што вечерва ќе биде испратена, се разбира, токму тука од Битола. Добро вечер и за вас, пред се добре дојдовте во информативното издание на телевизија Нова и вие ја давате својата поддршка токму на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Која е онаа порака која што вечерва ќе испратите вие? Добро вечер на сите граѓани на Република Македонија. Исто така, како вие што кажавте, сакаме да ја одбраниме Македонија, буквално, затоа што мислиме дека во овој момент со ваква тиранска платформа која што ни се нуди, мислам дека Македонија нема иднина, нема можност понатаму да обстани. Токму поради тоа, сите овие луѓе овде собрани во граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во Битола ја поддржуваме одлуката на председател Ѓорги Иванов да се отфрли тиранската спогодба и да престани ова криза, политичка криза која што владее во Македонија. Повеќе кризи имаме преживувано, доживувано и ние како пензионери, меѓутоа редно е народот македонски да се обедини, да се сплоти во овие тешки моменти, за да може да излеземе од оваа криза. Политичките кризи се решават само преку обединување и само преку избори со избрани пратеници, народни избраници, кои што разумно ќе ја водат државата во просперитет и во иднина. Ние, како пензионери, јас како пензионер, сакам да се живее во мир, сакам да се живее во слобода, сакам да се живее во просперитет, сакам да се оствари добра иднина за нашите синови, нашите ќерки, нашите внуци и да оставиме аманет да понатаму продолжиме да ја штитиме својата држава и да можеме да ги оствариме своите замисли, своите цели, за да можеме подобро да живееме. Ево тоа е нашата порака. Ви благодарам за вашето гостување во информативното издание на телевизија Нова. Ете, Елена, имавме можност да ја слушнеме онаа порака која што вечерва од Битола ја испрати пензионерот Стево Бојаджиев, кој што меѓу другото кажа дека сега е вистинско време да се сплоти македонскиот народ и она што би сакала да го потенцирам е дека токму тоа веќе 58 ден македонскиот народ се сплотува низ цела територија на Република Македонија, а со една мисла и со една цел да застане во одбрана на унитарноста на Република Македонија. Доколку може би имате некој дополнително прашање, повелете. Благодарам, Ана. Ете како Битола ги започнува протестите денеска. Од Битола се селиме во Велес. Катерина Нацева ја имаме во живо на линковска врска. Можеме да забележиме дека тие го водат денеска маршот. Катерина, кој е твојот соговорник? Така, мојот денешен соговорник е Емилчо Пашоевски и денеска Велешани со масовна поддршка за граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Бараат отфрлање на платформата, даваат поддршка на председателот Ѓорги Иванов, но имаат и други барања како и останатите граѓани кои што се дел од граѓанската иницијатива, а тоа е избори. Емилчо, што мислиш дека ќе се промени со овие доколку добиеме повторно избори? Да, значи да политичарите во Македонија подитно да организираат нови избори и политичките партии значи да си поднесат своја програма која што ќе биде идеална после изборите, значи да не прават програма една програма пред избори, а после тоа да има некоја друга програма. Значи да се задржат политичките партии на своја програма. Значи некои од политичките партии направија програма која што беше скришна програма, таа програма беше скришна и народот беше прелажен. Значи прелажен беше народот, затоа треба да се направат нови избори и политичките партии значи точно да прецизираат што планираат со оваа држава. Значи и за економија да има, за безбедност, значи за јазик, за се да се стави и народот да си каже значи што си мисли, да не биде народот изигран. Значи народот моментално е изигран во Македонија. Така, продолжувате веќе 56 дена сте на улиците. До кога? До кога? Додека не се реши ситуацијата во Македонија. Значи ние немаме време. Време за Македонија значи стално си има. Од Велес
порачуваат избори, сметаат дека на овој начин ќе се реши кризата која што во Македонија веќе подолг период трае. Велешани остануваат и понатаму доследни на своите барања и поддршката за граѓанската иницијатива продолжува и понатаму. Студиото, колку немате дополнителни прашања, овде се одјавуваме. Ви благодарам, Велесет. Можевме да видиме вечерва како е во Велес, Битола и во Кичево, а сега Линковски одиме во Скопје. Љупка Камчева веќе е подготвена и денеска продолжија протестите во Скопје на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, но денеска дестинацијата беше пред седиштето на СДСМ. Љупка, доколку се слушаме, клучно барање и денеска беа изборите на кои граѓаните ќе може да се изјаснат за платформата. Така е, Елена, и денеска граѓанската иницијатива за заедничка Македонија протестираше во Скопје од пред владата. Денеска има малку поизменета маршрута, застанаа пред собранието, а своите протести ги завршија овде пред улицата Павел Шатев, пред седиштето на Социјалдемократскиот сојуз. Во текот на патувањето низ оваа маршрута тие порачаа дека тиранската платформа нема да ја има, а предвремени парламентарни избори ќе има. Растурањето на државата и ова Валканов сценарио нема да ви помине. Порачаа денеска учесниците од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Овде пред Павел Шатев тие им порачаа на Социјалдемократскиот сојуз дека тие не се откажале од тиранската платформа, меѓутоа оваа иницијатива не се откажува. Протестираат денеска, ќе протестираат и утре, меѓутоа ќе протестираат и во иднина. Се додека не се распишат нови парламентарни избори и се додека не се откажат партиите од тиранската платформа. Велат дека во собранието треба да има само една и единствена точка, а тоа е распишување на нови парламентарни избори. Предлагам овде да ги погледнеме изјавите од учесниците од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Повторно дојдовме пред Македонското собрание, пред нашето народно собрание, за јасно и гласно да им кажеме дека нема да дозволиме ниту една политичка партија со постизборна измама да дојде на власт. Како што гледате, нашите мирни протести вродија со плод. Успеавме неразумните политичари да ги спречиме во нивните нечестни намери. Немаме председател на собранието и немаме влада скроени по теркот на платформата од Тирана. Нема ниту да ги имаме! Лажат дека 700.000 граѓани поддржале некаква си тиранска коалиција. Тоа не е точно. Вистината е дека 1.200.000 македонци гласа на изборите и ниту еден човек не гласал за таква платформа. Ниту еден! Колку и упорно да се обидуваат, да ја прошверцуваат и со постизборна измама, да соберат доволен број на пратеници за да направат влада, нема да им помине, бидејќи граѓаните рекоа доста ни е, преку глава ни е, на крај на трпението сме. Порачаа дека не сакаат бинационална држава, туку мултинационална држава. Протестираат веќе 58 дена, ќе протестираат да продолжат и наредните денови. Тие вчера побараа поддршка и пред седиштето на ВМРО ДПМН за одржување на нови парламентарни избори и за отфрлање на тиранската платформа, документ направен во друга држава. Студиото за сега е се од протестите овде во Скопје, кои што почнаа во 17 часот од пред владата, пред собранието, а завршија овде пред улицата Павел Шатев, односно пред седиштето на СДСМ.
Љупка Камчева ги следеше денешните протести во главниот град на Сдруженијето за заедничка Македонија, а овој блок ќе го заокружиме со уште една информација. Имено формирано е денеска Сдружение Легија на честа, како пандан за заедничка Македонија. Основачите на Легијата се истакнати активисти на шарената револуција и важат за блиски до СДСМ, а подпредседателот и отворено ја поддржува тиранската платформа. Емил Десподов. Паралелно на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, која веќе скоро 60 дена маршира за унитарна држава, активисти на шарената револуција формираа свое граѓанско здружение наречено Легија на честа. Ова здружение дури избрало и органи како управен и надзорен одбор, а за председател бил избран Зоран Димовски, негов заменик е Југослав Петровски и двајцата отворени поддржувачи на политиките на Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев. И Димовски и Петровски беа дел од насилните протести на шарената револуција, која боеше и палеше во главниот град, а Димовски и кампуваше во шаторите на СДСМ пред владата. Основачите на здруженијето за дел од порталите изјавиле дека ќе се залагаат и ќе се борат за основни демократски вредности, кои како што велат во изминатата деценија им биле одземени од актуелната власт. Но во дел од јавноста формирањето на вакво здружение е пандан на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Време на дебата за така наречената тиранска платформа е обид да се подржат намерите на СДСМ и албанските партии да се формира нова влада, во чија агенда ќе биде исполнувањето на платформата. Дека целта на здруженијето е подршка на тиранската платформа зборува и самиот подпредседател на здруженијето Легија на честа Југослав Петровски, кој на својот Facebook профил отворено вели дека тиранската платформа е одлична основа за конечна разврска на отворени дилеми и избирање на нова реформска влада. Значи јас, Југослав Петровски, ја поддржувам тиранската платформа, која, по моје мислење, е одлична основа за конечно разрешување на отворените дилеми при една здрава собраниска расправа и при таквата расправа што поскоро да се дојде до собраниски компромис и допринос. А за до тоа да дојде, прво треба да се избере новата реформска влада. Пишува Петровски. На Facebook профилот на Петровски исто така завчера можеше да се види и дебата за повторно активирање на шарената револуција, овој пат со герилски акции, шарени знамиња и нов концепт на граѓански бунт. И назад сме во студиото. Господине Костов, останавте за цело ова време. Проследивме како течат протестите и во другите градови. Сакавте да прокоментираме малку околу изјавата на говорниците, на учесниците на протестите. Можевме да забележиме дека од млади па и до повозрасни, пензионери, млади луѓе се секој ден на улиците низ градовите низ Македонија. Па видите, никако дали спонтано вечерва, ја дојдовме до темата феноменологија на иницијативата за македонска, за заедничка Македонија. Впрочем, на таа тема јас си правам стручен материјал, до крајот на неделата мислам ќе биде готов, следната недела ќе го објавам. И видите, прво и основно е многу сме. Да видовте ова дрворедот од Скопје колку луѓе се. Значи, тие што велат малку сме лажат, мамат, ја мамат македонската јавност. Второ, сите сме заедно, сплотени сме. Тоа е и духот на таа иницијатива. Трето, ние физички не се познаваме, ама док ги слушав, уживав луѓево, као да зборувам јас. И младиот господин од Велес, и повозрасниот господин од Кичево, и третиот господин од Битола. Лично, физички ние не се познаваме, но се чувствуваме. Ја не гледам што ти е различно од мене, кажа, ниту пак јас нешто поинако од нив. Напротив, сите во мислите и низ устата не излегуваа Македонија, уставот, единството, безбедноста на државата, унитарноста, да, и едно единствено не за платформата. Па таа феноменологија, верувајте, јас ја обработувам културолошки, психолошки, од морален аспект, филозофски и така натаму, верувајте, е многу интересна. Тоа се високо освестени луѓе за состојбата во која сме и за чувствата кон својата држава, кои не дозволуваат, што велам ја, некои ситни нерончиња чепкала по душите на луѓето да им чепкаат во државата, да им чепкаат во уставот и се спремни да го заштитат. Од друга страна, значи, еве таа феноменологија сама излива, таа сама блика и се гледа на иницијативата за заедничка Македонија. Од друга страна, можем да кажеме еден израз бронхи. Лесно се диши, кога видов кои се дечкиве од Легијата на честа, многу ми е драго, ги познавам,
Тоа се луѓето од шарените. На една од сликите го видовме нивниот, предпоставувам, духовен татко Бранко Тришковски, морбидниот човек кој се најлошо се изразува за македонците и за Македонија. Сум кажувал многу пати, не скам повторам, како се погредно нас не нарекува и Македонија ја нарекува. И да, во секој случај, кога сакаат, можеме нашите аргументи и факти да ги спротиставиме на демократски начин, единствено на таков начин, низ диалог, сакат во ова студио, сакат во некоја друга телевизија или било каде, да зборуваме, да видиме кој е мотивот на тој млад господин, роден и израснат во Македонија, да прифаќа, како што вели, да, јас ја прифаќам тиранската платформа, она е единствено, не знам дали рече единственото, ама како да рече, она е најсоодветното решение за излез од оваа криза. Ја би сакал да се сретнам со тој човек, бидејќи моите спротивни, моите мислења, моите ставови, мојот природ на сето ова е сосема спротивен. Фокус имам на уставот, на законите македонски, на сите политички партии кои се во рамката на уставот и на позитивната законска легислатива, а дефокусиран сум од платформата, во смисла ја отфрлам, не ја прифаќам и ја, да ми простете, ја ишкам надвор од границите на Македонија, нека им е во Тирана и во Приштина, можеби ќе им донесе нешто по голема среќа. Стојат малку као несретни луѓе што гибаат во наши нарави, како што пишуваме во моите колумни, па без разлика дали се тиранци, приштинци, френци или немци. Така да, со овие момци во секое време се спротивставуваме на демократското поле на размена на мисли и единствено ќе се бориме со мисли и со изговорен збор. Ќе ги разочарам тие што мислат дека ќе ја запалат искрата и дека ќе го дигнат во воздух бурето барут, а со тоа Балканот и Македонија, и дека мислат дека ќе има насилие и ќе се тепаме или нереди. Не, напротив, ќе им помогнеме да ја надминат шарената фаза, каде што уништија, запалија канцеларија на председател на држава. За малку го скрнавија, ама за малку ќе го срушеа Прометеј. Да не кажам што и направија на македонската капија на победата. Таму ги пречекувавме нашите спортски херои. Да не кажам што му направија на нависокиот законодавен храм на Собранието. До вчера беше скрнавено и нечистено и така натаму. И така натаму ќе им покажиме како се сака оваа држава, како се бори за оваа држава, и валда ќе дојдеме негде, еве, нека не биде исклучиво дека сме ние во право, негде нас половина пат до вистината, а верувајте, вистината е многу едноставна. Унитарна Македонија, Македонија според уставот и Македонија заштитена од експанзионистички, како да кажам, лакоми соседи. Се знаат кои се Албанија и Косово. Ајде, овие да не ги споменувам, денеска не се толку на предмет во фокусот бугарите и грците, бидејќи тие од време на време така се јавуваат, овие се малку пожилави и мораме со они прво да се пресметаме. Тоа пресметаме, се знае како е, со мисла и јака реч пред се. Со ова ги заокружуваме темите околу протестите. Продолжуваме понатаму. Колешката Пандор Чантевска ја имаме веќе на линковска врска. Имено лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска го повтори ставот на партијата дека одржување брзи избори паралелно со одржување на локалните избори се најдобар излез од кризата. Пандорче Груевски со тоа потврди дека партијата го прифаќа барањето на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, граѓаните да добијат можност да се произнесат за тиранската платформа која ете и по 2 месеци протести не е отфрлена и нема такви најави. Груевски како ВМРО ДПМН во своите секојдневни соопштенија уште еднаш денеска повикуваат на организирање на брзи предвремени парламентарни избори заедно со локалните избори и на тој начин граѓаните да можат, односно гласачите да можат да се изјаснат околу така наречената тиранска платформа. Никола Груевски, лидерот на ВМРО ДПМН, им порачува на своите опоненти од Социјалдемократскиот сојуз на Зоран Заев дека не смее да го игнорира револтот кај граѓаните мислејќи на оние кои што протестираат од иницијативата за заедничка Македонија еве веќе 2 месеци, затоа што може тоа да предизвика, односно како што вели Груевски, скапо да ги чини мислејќи на Социјалдемократскиот сојуз.
Само ако помине нивното, мислејќи на така наречената тиранска платформа на овие предвремени, доколку се организираат парламентарни избори, тогаш смета Груевски дека ќе биде и дозволиво Социјалдемократскиот сојуз со албанските коалициони партнери да формира влада. Сите поенти од денешната изјава околу решавањето на политичката криза која што Груевски го гледа во организирање на нови брзи избори од прилогот на колегата Марковски. Единствен излез од политичката криза во која Македонија се брзи предвремени парламентарни избори кои би се одржале заедно со локалните, смета лидерот на ВМРО ДПМН Груевски. Според него и барањата на стотици илјади граѓани кои речиси 60 дена протестираат низ целата држава се токму избори. Иако првично побараа отфрлање на платформата, видоа дека Заев ветил дека ќе ја прифати. Секоја партија која прави постизборна измама треба да биде свесна дека ќе се соочи со револтот на граѓаните, вели Груевски. Никогаш досега не се случило толку многу долги и толку многу големи протести на граѓани низ цела Македонија. Речиси 60 дена. Луѓето се чувствуваат измамени. Ние имаме период во кој што безмалку 60 дена, 2 месеци. Илјадници граѓани се на улица протестирајќи против изборната измама што им се случи. Оние партии кои што ја направија таа измама, предводени од СДСМ, очигледно се уште не можат да го препознаат револтот на граѓаните, незадоволството и очигледните протести со кои што се бара таа изборна измама да се тргне од маса. ВМРО ДПМН според лидерот на партијата уште во јануари побарала избори. Доколку тоа се случеше, сега веќе кризата ќе беше решена, изјави тој. Нека излезат тие со она што го нудат, нека излезат со она што го прифатиле, со тиранската платформа, со се што сакаат. Ако граѓаните тоа им го одобрат, ако добијат мнозинство гласови, нека направат влада и нека го исполнат тоа што го наумеле и тоа што очигледно некаде го ветиле. СДСМ и партиите кои се со нив треба да внимаваат што прават. Ако сега вака се однесуваат со измами и игнорирање на револтот на граѓаните, тоа ќе ги чини многу скапо, вели Груевски. Пандорчано СДСМ вела дека не прифаќаат ниту лидерска, ниту избори. Што е планот на партијата? Денеска од партијата на Зоран Заев преку пратеникот Љупчо Николовски овде од Собранискиот прес-центар уште еднаш го повторија нивниот познат став. Тие не се за избори и велат дека прават стратегија, бараат начин согласно уставот и согласно деловникот да изберат час поскоро собраниски спикер и да формираат, како што велат, нова реформска влада. Николовски ја потврди и средбата која што денеска се случила помеѓу Али Ахмети, лидерот на ДУИ, и помеѓу Зоран Заев, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, на која што според информациите кои што пристигнаа до новинарите, било зборувано дали пратениците на собраниското мнозинство да продолжат и понатаму да молчат или пак да се вклучат во дебатата. Било разговарано и околу овој начин за изнаоѓање, како што велат според уставот, за одблокирање на собранието. Предлагам да ја слушнеме изјавата на Љупчо Николовски од СДСМ. Секој ден е можен изборот на спикерот во собранието. Спикерот во собранието ќе ги распише локалните избори и ќе го отвори патот кон избор на новата демократска реформска влада. Имаме план и стратегија кои што не може да се комуницираат со јавноста, согласно преку медиумите, разбирливо, заради целиот процес. Ние, согласно деловникот, баравме, неколку барања поставивме, кои што малцинството, со насилството кој што го прави во парламентот, не дозволува да се гласа, за да се покаже тоа мнозинство, да се одблокираат институциите, собранието, да се избере спикер. Тоа е неодржливо од аспект на интересите на државата, државните интереси, интересите на граѓаните. Токму затоа секој ден е можен избор на претседател на собранието и одблокирањето на сите процеси во државата, вклучително избор на нова демократска влада.
Пандарча денеска во собранието, 18-то продолжение од конститутивната седница. Пратениците од ВМРО ДПМН повторија дека е потребна дебата за да се надминат сите разлики и предвремени избори за да се расчистат дилемите, но секако во фокусот како изминатите денови денеска чинам беше тиранската платформа и спроведувањето на Охридскиот рамковен договор. И во оваа 18-та епизода на конститутивната седница дискусија само меѓу пратениците од ВМРО ДПМН, тие си реплицира и си контрареплицира на нивниот пратеник кој што го имаше денеска зборот. Единствено двајца или тројца чинам пратеници на СДСМ се јавија во однос на процедурални забелешки наменети на председавачот Трајко Велјановски, за кој што велат дека не се држи согласно деловникот, на што веднаш следува експлозија од брзи реакции на пратениците на ВМРО ДПМН. Така се одвиваше и второто продолжение до 18 часот, до крајот на ова 18-то продолжение на конститутивната седница, иако морам да напоменам дека се направи една атмосфера помеѓу новинарите дека можеби нешто ќе се случи, можеби и такви беа дел од најавите на бриферите на Социјалдемократскиот сојуз, дека можеби нешто ќе се случи по 18 часот. Тука беа и сите пратеници на Социјалдемократскиот сојуз на нивните пратенички столчиња, меѓутоа по 18 часот не се случи ништо, си заминаа и пратениците и новинарите. Сепак да погледнеме еве од речи се сличната дискусија која што трае 18-то продолжение. Пред 2 дена имаше референдум, граѓаните се изгласаа едногласно против отварање на... Кажа предвремени парламентарни избори заедно со локалните за излез од политичката криза. Во собранието пак можевме да слушнеме дека некако меѓу ходници зад затворени врати, не најавена средба на Заев и Ахмети. Што да очекуваме? А ја би ве дополнил, би рекол, јас се не ставам и на едните, и на другите, и на третите. Да почнеме со ред што да очекуваме. Видите, многу јасно од овие прилози се види дека Никола Груевски дава јасна изјава дека прифаќа барањата на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија и јас едно само можам да ви кажам. Овој човек е паметен политичар, овој човек го чувствува пулсот, чувствува срцето на својот народ, на граѓаните на Република Македонија, и иле збореше за легитимитет на СДСМ, јас само едно можам да кажам. ВМРО ДПМН на чело со Никола Груевски на штото го завршените избори во декември доби 461.000 гласови заедно со оние од диаспората. Јас ви тврдам, доколку останат упорни и да не поддржуваат, не ние нив да ги поддржуваме, тие нас да не поддржат. Ја ви тврдам дека Никола Груевски ќе го доживее највисокиот момент на поддржување од кога е на политичката сцена, живи били видели. Бидејќи нас нема многу што не сме членови на ВМРО. Ние можеби сме гласале за опцијата ВМРО, но не сме членови на ВМРО. Многу не има што сме неопределени и ако се сплотиме заеднички за Македонија, тој така не е победен. Пазете, 10 години човекот не е победен. Впрочем, на последните избори победи. 2 мандата повеќе, ама тоа е победа, молим лепо. А ово е пат позади тоа 2 мислам дека има шанси ако вака продолжи 1-0 да се стави, а тоа е 20 разлика што би се рекло. Во делот на она другото што го чувме дека не се прифаќа диалог, не се прифаќа платформа, не се прифаќа нови избори од страна на Заев. Ништо ново. Впрочем, и за тоа зборувавме. Во тој случај, како до избори? Па видите, се прифаќа платформа само. Значи, јасно е, не се прифаќа диалог, не се прифаќа избори и не се прифаќа оно што народот го нуди, бидејќи е прифатена платформата. Тоа е ненормално губење. Тоа е ненормална дезориентација на Заев. Тој игра на факторот време. Мисли дека ние ќе отапиме, дека ние ќе се откажиме, ќе се измориме. Дека тој со тек на времето, ова што ни го нуди во обланда, поинаку ќе го поимаме, Не.
Не, видите да ви кажам, Елена, јас лично мислам дека она што тој, Али Ахмети, Беса, а во суштина Еди Рама и Хашим Тачи, ни го нудат како убава, тие би рекле преубава пеперутка, а тоа е платформата, ние сосема свесни, осознаени, им го враќаме како грда гасеница, бидејќи во суштина тоа е платформата. Сега како до избори? Сега ќе ви кажам како до избори. До избори, ако не сакат во собрание да изгласат, ќе изгласа еден народен парламент, па предвидувам дека, а прво не сакам да се случи тоа, ама ако треба и ќе се случи, ќе се собере еден народен парламент од 400 до 500.000 граѓани во Скопје или во цела Македонија. Во цела Македонија има шанси и повеќе да се соберат и ќе изгласаме избори, верувајте ми. Впрочем, имавме една генерална проба, кога професорот Саво Климовски, така спонтано кога ни се обраќаше на нас кои протестираме и маршираме од владата собрание, ни кажа, дали сте за ова? Да, дигаме глас. Дали сте против ова? Да, одгласовме со акламација дека не ја профаќаме платформата. Тогаш не имаше 40.000 само во Македонија, во Скопје, ама ако се има предвид, како што реков, ние едно чувствуваме. Ние сме на една бранова должина, а таа бранова должина е Република Македонија. Ние сите со акламација ќе прифатиме дека има избори. Ај сега да видам, одите вие против својот народ. Не мислам на вас, него на дел од овие забегани политички елити. Ќе се случат избори. Прашање е на време кога ќе се случат, бидејќи изборите се извориштето на демократијата. Доколку сакаш да разрешиш актуелен или би рекол акутен проблем во демократијата, одиш на изворот. Спроведуваш избори. Лично мислам дека секи си биде по мирен пат. Сега, институционално или малку изместено вон институционално, не знам, јас гласам за ова првото, институционално. Свес, одговорност, гласање, распишување на избори. Господине Костов, ви благодарам за гостувањето во вестите на телевизија Нова. Продолжуваме